Така е, продолжуваме со студио 10 на телевизија 24, како што најавивме на почетокот, прв гостин ќе биде господинот Диме Меловски од Македонското еколошко друштво, каде што со него ќе разговараме за заштита на дивиот свет, балканскиот рис, меѓутоа и пред се за заштита на планинските предели и животната средина во Македонија. Диме, благодарам што прифативте и дојдовте тука во студио 10 да ги отвориме овие важни теми. Фала ви на поканата многу и баш се радувам што ќе збориме за овие теми. Така. Она што е актуелно, можеби не само ова година, меѓутоа и претходните години, а тоа е прашањето во каква состојба во однос на заштитата се наоѓа балканскиот рис во Македонија. Добро, тоа прашање може надолго и на широко да се одговара. Не е толку едноставна работата, колку што ние и мислевме допред на пример 10 години. Бидејќи цело време размислувавме дека тие едни конвенционални закани, како што се криволов, сечата на шумите и прекумерен лов на неговиот плен се главната закана и се уште до некаде тоа стои, меѓутоа тој генетски аспект никогаш го немавме земено предвид. И заради тоа, од кога ја отворивме таа врата, свативме дека поради тоа што има многу малку балкански рисови тука во Југозападен Балкан, сметаме дека таа мала популација доведува до размножување до сродство и тоа представува сега уште една закана. Меѓутоа, и покрај тоа, популацијата е релативно стабилна, се уште гледаме нови млади единки, значи размножување постои. Меѓутоа, не можеме се уште да утврдиме која е точната, да кажеме, кој е точниот процент на закана или да можеме да предвидиме дали, например, во наредниве 20-30 години ќе преживеа балканскиот рис на овие простори. Да. Кои се тие закани кои што сега излегуваат, односно сте ги увиделе после бројните проекти кои што сте ги имале? Да, значи сега ова најглавната закана за размножувањето во сродство е, да кажеме, најактуелна и поради тоа пробуваме тие мерки за заштита да ги насочиме со цел да се справиме со таа закана. Значи, носење на нови единки и мешање на крвта на балканскиот рис со нови единки кои што немаат никаква роднинска врска со овие рисови е еден од првите чекори за да се надмине таа закана. Целосно сме посветени во последните 5 години, значи последната фаза од програмата за крпнување балканскиот рис и во наредната што треба да почне идната година да се справиме со оваа фаза. Паралелно со оваа закана, извинете. Паралелно на тоа работиме исто така многу со целните групи, со ловџиите, нормално ќе зборувам и за тоа малку подоцна, со цел да се надмене и класичната закана на криволовот, бидејќи секоја единка на балканскиот рис е значајна и секоја единка представува потенцијално можност да се размножи балканскиот рис, да донесе нова популација, нова генерација и така натаму. Она што го кажавте, темава која што отворивме за балканскиот рис. Зошто е тој толку важен за дивиот свет, за природата, за од два аспекта. Прво, важен е заради тоа што е тој апекс предатор, тој е главен предатор заедно со волкот во шумскиот екосистем и со тоа доведува до одреден баланс во екосистемот. Значи, со пленовите со кои што се храни, прави тие да не се пренамножат, па после да имаат ефект, например, на вегетацијата. Сите тие помали предатори што се од рисот, како што се, например, куните, лисиците и јазовците, ги држи на некој начин во одреден исто така баланс, затоа што тие доколку се пренамножат, па тие ќе почнат да се исхрануваат со други животни, па таков дисбаланс може да доведат во природата, што значи како секој апекс предатор или главен предатор што е во шумата и во другите екосистеми е многу значајно да се заштити, бидејќи тој пирамидално после прави одреден ефект врз сите тие животни кои што се под него. Тоа е едната работа, значи биолошко-еколошка би ја крстил, а втората работа е дека тоа е наш национален символ. И ние многу си го сакаме. Верувам дека е така, балканскиот рис го има на 5 денарката, го има и на други символи од нашиот секојдневен живот и со тоа би ни било многу криво доколку тој исчезне, бидејќи со векови наназад, со милениуми наназад тој постоел на овие простори. Ние како држава сме го препознале да биде наш национален символ и се гордееме со тоа и заради тоа е исто така значајно да биде зачуван. Да. Рековте во југо-источна Европа се борите да се зачува овој балкански рис, меѓутоа ако направиме споредба на балканскиот рис
Според бројката негова на Македонија со другите земји, каков е тука балансот? Добра, нашиот рис е критично загрозен, што значи дека има под 50 возрастни единки на овие простори. За овие простори, мислам, главно во Македонија, каде што околу 70 до 75%. Претежно ги има во западниот дел на земјата, така во тој предел на планинските. Западна Македонија зборуваме. Тука се наоѓа околу 70 до 75% целата популација на балканскиот рис. Од прилика уште ете, да кажеме, 20% да биде во Албанија и нешто, 1, 2, 3 единки можеби во Косово. И тоа е се. Значи, практично 80% се извинувам го има во Македонија од целиот Балкан. Да, на целиот Балкан. Сега, во останатиот дел од Балканот, например Хрватска, Словенија, Босна, исто така и Источна Србија има друг подвид на евроазискиот рис. Балканскиот рис е подвид на евроазискиот рис. Тој друг подвид е карпатски рис. Во Словенија и Хрватска тој бил донесен повторно во 1973 година, додека по природен пат од Карпатите, од Романија, значи, карпатскиот рис ја населува Источна Србија, па дури некои единки пред 15 на години се среќава и во Бугарија, баш на граница со Македонија на Осоговските планини. Меѓутоа, после подолго време не се документирани единки од тој рис, меѓутоа знаеме дека тие балкански планини, Стара планина, значи тој дел помеѓу Србија и Бугарија ги населува карпатскиот рис. Сега во споредба со тие популации, балканскиот рис е најмалку застапен. На Карпатите ги има над 2000, можеби 3000 единки од карпатскиот рис. Во Словенија, Босна и во Хрватска има околу 100 до 150. Сепак се работи таму и за поголема површина, така? Поголема површина, меѓутоа доколку ја земеме Грција, Црна Гора, целото Косово, Албанија, и кај нас има доволно површина за да кажеме да има некај 300-400 рисови. Меѓутоа, се надеваме дека во блиска иднина, во наредните 20-30-40 години, балканскиот рис ќе почне да ги колонизира и овие предели кои што порано секако биле дел од неговиот реална распространување. Зошто токму во Македонија има најголем број на единки? Затоа што можеби тоа е автохтона територија за балканскиот рис или пак тамо колку се спроведуваат ваквите активности? Тоа е многу добро прашање. Јас мислам дека во Македонија има најмногу рисови, да кажеме, од соседниве држави поради неколку фактори. Едни од тие фактори се кога Југославија почнала да биде држава во 45-та држава, од 45-та година, се прогласиле многу заштитени подрачја. Значи, почнувајќи од 48 година, кога Националниот парк Пелистер бил прогласен за првиот национален парк, па 49-та Мавро, па 58-ма Галичица, ама и други подрачја низ Југославија, Дурмитор, например, Плитвички езера и така натаму, се ставила одредена заштита на фауната и на флората во тие заштитени подрачја. Исто така се донеле декрети и закони за да се пошумуваат пределите низ цела Југославија и со тоа одеднаш голите предели кои што биле многу сечени пред Втората светска војна, за време на Втората светска војна и се што било претходно и за време на турската робство тука, почнале да се пошумуваат и со тоа многу од тие шумски животни, ќе ги спомнам тука копитарите, како што се дивата свиња, срната е еден од главните пленови, дивата коза и така натаму, имале можност да ги поправат или да ги покачат своите популации. А доколку пленот ги покачува своите популации, нормално и предаторот, како што е балканскиот рис, имал можност да се храни со овие популации и со тоа да неговата популација полека да почне да се качува. Тоа не било случај со соседна Албанија, поради режимот што Енвер Хоџа во тогашно време го довел и поради огромната сиромаштија во таа држава и со тоа што морале луѓето како знаат да се снаоѓаат, ги сечеле шумите, ги ловеле животните и тоа кулминирало крај на 90-тите години, па од 2000-та, 2005-та, 2010-та и Албанија почнала да заштитува нови заштитени подрачја. Тука ќе го спомнам Јабланица, Шебеник, националниот парк кој од 2008 година беше прогласен како заштитено подрачје, што е една од најзначајните заштитени подрачја за заштита на балканскиот рис во Албанија, например. Кораби, заштитеното подрачје на граница со Кораб и со националниот парк Маврово беше прогласен исто така 2009-2010-та. Проклетие или албанските Алпи на северот од државата, например, има многу мали територии заштитени, сега е еден огромен
е огромно заштитено подрачје, најголемо мислам дека на Балканот, што заедно со Црна Гора и со Косово прават едно од најголемите прекугранични заштитени подрачја, доведоа да фауната во овие земји исто така се качи на едно високо ниво, значи и квалитетот на стаништето и животните кои што живеат во него. Да. Сега преминуваме какви активности се проведува Македонското еколошко друштво, се надевам во соработка со институциите и со другите организации за заштита на овој ендемски балкански рис. Добро, главен проект е, како што веќе кажав, програмата за закрепнување на балканскиот рис, која оваа година навршува 20 години од своето постоење. Еден од најдолгите проекти, најдолгите програми на ниво на Балканот, мислам дека и во Европа, која што континуирано, без престан, без ниту еден ден прекин, работи на заштита на еден, или се фокусира на заштита на еден загрозен вид. Програмата за закрепнување на балканскиот рис има 3 партнери. Тоа се 3 невладени организации од Македонија, од Албанија и од Косово, кои што работат паралелно активности, некои исти активности, некои специфични за нивните држави. Ги работиме значи во Македонија, во Албанија и на Косово. И партнерството исто така се проширува со 2 партнерски организации од Германија и од Швајцарија, кои што преку нив се спроведуваат проектите, многу пати сме оделе на обуки, например во Швајцарија со цел да видиме кои се методите за мониторинг, за истражување на рисот како вид, и со тоа значи тие партнерски организации ни помагаат за да се спроведат што поуспешно активностите тука кај нас. Да. Ја започнавме темава, односно разговорот со балканскиот рис, му дадовме приоритет, меѓутоа што е со останатиот див свет во Македонија? Останатиот див свет, добро, има критично загрозени видови кај нас. Во Македонското еколошко друштво многу работиме на мршојадците. Со одредени прекини, проектот за заштита на мршојадците е можеби најдолгиот проект кој што го работиме кај нас, почна во 2003 година. И сега е во фаза каде што ќе треба да се донесат нови единки на мршојадци. Тоа во соседна Бугарија веќе се случува, па и во Грција години наназад. И тие единки ќе треба да ја појачаат популацијата, да се заземат нови територии, нови гнездечки места и со тоа исто така да си предонесуваат во сето тоа што го прават како чистачи на природата. 2 вида се тука во прашање, тоа е кањата или египетскиот мршојадец и белоглавиот мршојадец кои што се кај нас, видови со кои што доста работиме. 2 вида се за жал исчезнати, брадестиот и црниот мршојадец. Гледаме бидејќи напорите во Бугарија да го донесат повторно црниот мршојадец се доста големи. Некои единки прелетуваат нормално преку границата и ги среќаваме сега и кај нас во Тиквешкиот регион. Освен мршојадците, ќе ги спомнаме пеперутките, македонската сивка, една од критично загрозените видови на нашата фауна, која што има на подрачјето на Плетвар и многу малку пошироко, меѓутоа Плетвар јадровото подрачје на оваа пеперутка е под доста голема закана од сите каменоломи кои што се прават од околу и нормално од нелегалната трговија, тоест колекционери кои што ги заловуваат овие пеперутки, ги фаќаат и ги продаваат после на црниот пазар. Тоа значи дека тие видови би ги истакнал како видови кои што им треба итна помош за да се заштитат во нашата фауна. Да. Еве институциите, конкретно државата да речеме, е горда на балканскиот рис на дивиот свет, дури ја има на педенарката, меѓутоа колку на терен прави за нивна заштита? Колку се задоволни од соработката од активностите? Да, државата има донесено закони и регулативи кои што ги штитат овие видови и ние се слагаме со тие закони, се слагаме со тоа кои видови треба да бидат до некоја мера. Јас мислам дека и волкот треба да биде заштитен со ловостој, а не да биде вака како што е сега. Што значи дека треба да има ловна квота, треба да има ловни денови за него и сето тоа, меѓутоа не вака кој колку сака да може да лови. Меѓутоа другите животниите во законот за ловство, например, во законот за природа се отприлика добро одредени тие што треба да се заштитат. Тоа што фали кај нас се службите кои што директно на терен ќе ги надгледуваат работите и ќе гледаат како законите се спроведуваат. И тука главно... Значи како во секој сектор инспекциите недостасуваат. Така, токму тоа. Значи инспекторската служба треба
да се зголеми со капацитет. Тоа апсолутно е нешто што мора прво да се случи во државата, да има многу повеќе инспектори и да има многу повеќе луѓе, инспектори кои што ги бидат на терет и ќе ги надгледуваат работите како се спроведуваат. Дали во ловните друштва, дали во националните паркови и сите оние подрачја кои што изобилуваат со со ендемски видови, со други видови на флората и фауната кај нас. Пред, можем да кажем, 2 години практично и на терен започна да се спроведува, не е тоа проект, меѓутоа институцијата Национален парк Шар планина, откако на терен излегоа ренџерите и другите служби, можеме да кажеме дека се зголеми популацијата конкретно на мечката, каде што голем број на жители од шарпланинските села сведочат дека мечката се симнува дури до нивните населени места. Како да се справиме со ваквите ситуации? Од една страна да го заштитиме дивиот свет, конкретно мечката, меѓутоа од друга страна да ги заштитиме мештаните кои што живеат на шарпланинскиот масив, меѓутоа и во Мавровскиот дел. Да. Па прво треба да размислуваме како да ги заштитиме мештаните. Значи тие се главно останати луѓе на тие планински места. Тие прават многу за биолошката разновидност во Македонија. Значи овчарите кои што имаат сега се помали стада на овци, придонесуваат многу за да ги држат терените отворени, например козари исто така. Луѓе што се занимаваат со пчели, сите знаеме колку се пчелите важни за опрашување. Значи сите тие луѓе не само што треба се заштитат како луѓе, туку и сите нивни активности на планинските региони треба се заштитат. Со тоа државата треба да субвенционира и да даде да им овозможи на тие луѓе што повеќе да ги заштитат своите имоти, значи посевите планински, например компири каде што се садат или пчелините кошници да бидат заштитени со електрични огради и со тоа многу да се намали конфликтот помеѓу мечката и локалното население. Нормално дека државата исто така треба многу да направи за ѓубриштата, што помалку, значи прво едукација, што помалку органски отпад да се фрла во ѓубриштата и второ да се чистат, значи да нема такви диви депонии што го наградуваат секој и национален парк и и пред се поради тоа се синуваат мечките во тие места. Например, доколку нема толку ѓубре, еден пример ќе дадам од таа алка на работи што може да се случат, би имало многу повеќе туристи што би сакале да планинарат и да ги гледаат тие места. Со самото тоа на одење на туристите ќе имат и економски бенефит локалното население и повеќе луѓе ќе значат помалку мечки што доаѓаат до селата, бидејќи ќе има повеќе комуникација со луѓе, повеќе на некој начин вознемирување, ајде да го кажеме, на тие планинарски патики и помалку ќе се осудуваат мечките. Што значи дека има цел синџир на работи што може да се случат за доброто на тоа локално население, со цел да се избегнат конфликтите. Меѓутоа мора да се почне со субвенции и со мерки за заштита. Сите пчелени кошници мора да бидат оградени со електрична ограда. И со тоа многу ќе се намали конфликтот помеѓу оваа целна група, тоа се пчеларите и мечките кои што им прават штети. Да, државата ги плаќа, ги обештетува, меѓутоа тоа е многу долг процес додека ги земат парите. За тоа време можеби тој пчелар нема да има можност да купи нови кошници и сандаци, што значи дека ќе има гнев, можеби ќе посегне да убие мечки и тоа сето тоа е лошо. Така да би требало тоа да се случи, нешто што треба да се случи и Министерството за земјоделие и шумарство веднаш да постапи за да го намали конфликтот со мечката. Токму тоа ми беше моето следно прашање, каква е соработката на вас како организација, меѓутоа и другите организации со локалното население, кое што живее на планинските предели, каде што ги има овој див свет, особено на националните паркови? Па гледаме да е многу добра, бидејќи јас сметам дека во држава како што е Македонија, тоа е транзициона држава, каде што економијата е приоритет и многу мал приоритет се дава на заштита на природата. Јас мислам дека нашиот фокус треба да биде токму на локалното население. Пчеларите ги спомнав, има дрвари, има земјоделци кои што работат тамо, сточари со своите стада и секако ловџиите кои што се една клучна целна група со која што ние работиме веќе години назад. Јас мислам од самиот почеток на програмата за крепнување на Балканскиот рис, свативме дека ловџиите се најзначајната група и со нив доста одиме на терен, работиме, тие доста ни помагаат
за да ги остваруваме мониторинг активностите и со тоа да видат они дека имаат исто така и корист од тоа што ги сликаат животните, што ќе видат кој каде живее и со тоа нели сваќаат дека има и други активности кои што може да се спроведуваат. Секако ловџиите сакаат пред се да заштитат својата фауна, значи животните кои што ги ловат, да има повеќе животни за да можат и тие да имаат корист од тоа за ловот. Да. Сега следува прашање кое што не е само актуелно во Македонија, туку можам да кажам и во целиот свет, колку климатските промени влијаат врз животната средина, особено нели врз дивиот свет. Многу, за жал, тоа е главната дел закана не само за дивиот свет, туку и за нас луѓето. Воопшто и за природата и за нас. Да, тоа се ефекти кои што тек ќе почнеме да ги гледаме. Еве вашиот следен прилог ќе бидат нели лавините, тоа е секако поврзано со климатските промени и гледаме дека видови кои што живеат на така постудени, кои што им треба постудена клима или живеат на одредена надморска височина, се качуваат се погоре и погоре, заради тоа што се потопло и потопло станува на тие подолни слоеви, меѓутоа тие не можат да одат до бесконечно нели нагоре, затоа што и самите планини нели си имаат одредена висина до која што достигнуваат. Едни од главните групи кои што ќе бидат засегнати и се засегнати впрочем во целиот свет се водоземците и влекачите. Тие се први на мета кои што многу видови очекуваме да изумрат, поготово тропските предели, каде што климата нели има долгорочни суши, па потоа има нестабилно време, каде што има огромни поројни дождови што на пример се сливаат во многу краток временски интервал. Целото тоа количество на дожд што требало на пример да падне за 3-4 месеци, сега паѓа за неколку дена или неколку седмици и тоа е многу лошо, бидејќи многу животни нели не можат да толерираат толкова количество вода на толку брз период, што значи дека таквите промени нагли во природата се баш последица на климатските промени. Македонија е сместена нели во јужниот дел од Европа. Очекувам и кај нас тие промени да дојдат и да бидат релевантни. Веќе се на некој начин релевантни, меѓутоа не во толкава мера, меѓутоа ние сме нели многу мала држава. Арно, ама ете, гледате дека се помалку и помалку снег има, Преспанското езеро цело време се намалува во површина. Еве оваа година можеби паднаа повеќе обилни дождови, меѓутоа флуктуира со нивото на вода, меѓутоа флуктуира во надолна линија, што значи дека секоја година се помалку и помалку вода. Таму има многу ендемични видови на риби и други животинки кои што живеат. Тие доколку нема вода нормално дека ќе исчезнат, така да секако дека има ефект климатската криза и кај нас. Да, против климата и природата не се може, меѓутоа системот може нешто да направи да се ублажи овој проблем ако не целосно да се реши. Да, секако и ние имаме улога. Нели? Да, секако дрва и сето тоа. Сега ние не сме земја која што излегува на море, меѓутоа можеме да придонесеме како една мала држава и секоја држава може да придонесе со цел да се ублажат овие. Прво треба да станеме потписнички нели на тие на Киото протоколот, на сите тие протоколи кои што се значени за климатските промени и потоа да имаме своја улога во тие засадување на автоктони, би рекол, дрва, не било какви, меѓутоа автоктони што виреат на овие простори и со тоа да придонесеме да се намалат овие ефекти. Да. Нели долги години постоите како македонско еколошко друштво, има ли интерес од младите за членство, меѓутоа и за активности за заштита на природата? Има интерес. Тука ќе го спомнам Истражувачкото друштво на студенти биолози, организација која што во 1994 беше основана на Природно-математичкиот факултет, Институтот по биологија, група на студенти кои што цело време се на терен присутни. Знаеме дека тоа во студиите по биологија, каде што јас имам завршено, ни фалеше и заради тоа се отвори потребата да се оформи ова друштво. И понатака младите кои што членуваат во тоа друштво можат да ги видат убавините на оваа земја, можат да придонесат во правење на каталог на сите тие диви видови животни и растенија кои што ги има кај нас и со тоа да видиме кои подрачја се повеќе значени за понатамошна заштита и така натаму. И со тоа да ја прошират свеста и кај нивните нели да кажеме врсници, родители и сето тоа што се во нивните, сите тие луѓе кои што се во нивните кругови,
Значи тоа е една од организациите, меѓутоа има таму многу други различни студентски организации и не само студентски организации, средношколци исто така се доста заинтересирани, има многу свесни групи во средните училишта, многу свесни наставници кои што ги поттикнуваат учениците да размислуваат на оваа тема и тоа е секако за поздрав. Ако знаеме дека се зависи од природата, дали можеби треба во основното образование да се воведе некој факултативен или час за заштита на животната средина, еколошки теми, да се обработуваат, колку според вас тоа ги имаме во образованието? Па, сега за сега е некако опортунистички оставено, значи на свеста на наставниците и на професорите тоа да го имплементираат. Гледам сега кај моите деца кои што се во основната школа има такви изборни предмети, меѓутоа изборните предмети дури да одберат одредени предмети како што се на пример екологија ќе кажам, сепак треба нели да има наставник кој што ќе може тоа да го пренесе. Јас мислам дека и тоа ние го правиме, ќе го спомнам еден од проектите во Македонското еколошко друштво за искуствено учење, кој што се спроведува кај нас неколку години. Пробуваме да ги натераме учителите нели да спроведуваат што повеќе активности со децата во основните школи, за да ги натераат да размислуваат нели така еколошки, условно кажано, и ги обучуваме наставниците. Значи тоа е една програма која што неколку години се остварува кај нас и се повеќе и повеќе наставници се обучени за да ги спроведуваат овие активности. Јас мислам дека тоа е иднината кај нас, бидејќи тие доколку се свесни и доколку имате малку помош од наша страна за опрема на пример, за наставни листови кои што ќе бидат нели во тој смисол или едукативниот пакет кој што го спроведуваме исто од нашиот проект, се и текако значајни за да се подигне јавната свест. Да. Миловски, вашата организација беше една од тие, да речеме, најголеми борци за заштита на националниот парк Шар планина. Сега, откако се прогласи, откако практично почна да функционира на терен институцијата, знаеме дека 1 до 2 години беше мртва институција, односно само имаше еден вработен со една канцеларија, меѓутоа сега има и ренџери се на терен. Некој коментар, како според вас функционира овој национален парк? Дури од таму имаме изјави дека нема доволно средства, доволно екипа да го нагледуваат тој терен. Да, Националниот парк Шар планина оваа година вршува 5 години од формирањето. Во 2021 беше формиран како најновиот национален парк после децении и децении немање ново заштитено подрачје од овој размер како национален парк. Почна на многу добро, значи почна стабилно, почна како право заштитено подрачје со целиот фокус на заштита на природата. Еден куп депонии беа исчистени од нивна страна, се набавија нели фотозамки кои што сега се на терен, значи се слика дивиот свет, се организираат различни работилници, нормално ни пристапија и на нас, одржавме неколку обуки за како се користат тие, на пример, фотозамки за прегледување на дивечот и гледам дека имаат многу и успеси во овие 5 години. Секако се за пофалување, стварно Националниот парк Шар планина е пример за како едно заштитено подрачје треба да функционира. Меѓутоа имаат и многу предизвици. Со самото тоа што е големо заштитено подрачје, втор по големина национален парк кај нас, нормално имаат предизвици од страна на конфликтот што го спомнавме со мечката, немаат доволно, да кажеме, ренџери за да го покријат целиот тој терен, поготово на јужниве делови од Шар планина, значи гостиварскиот регион. Со парите исто така секогаш секое заштитено подрачје мора самоодржливо мора да биде, значи државата не ги плаќа национално или плаќа меѓутоа во некоја лимитирана мера, како што е сега случајот со Шар планина, значи мора да се аплицира на проекти, мора да се реализираат активностите што се пишани во тие проекти, потоа да се репортира по однос на тие активности, значи им треба персонал нов, им треба повеќе пари да имаат со цел да што подобро да го заштитуваат подрачјето и им треба нормално добра комуникација. И ова е клучно. Значи добра комуникација со локалното население. Без да имаат разбирање и комуникација со локалното население, нема да можат многу да направат. Јас цело време сум поборник на тоа да се биде сплотено со локалното население и да се биде нели заеднички да се помогне обострано, значи и локалното население на нив и обратно. Да нема да има напредок, особено во делот на
во градбите и разните инфраструктурни зафати кои што се прават не само на Шара, туку и во другите национални паркови. Колку според вас овие, да ги наречеме девијатни појави ги загрозуваат природните средини? Па ги загрозуваат заради тоа што им го намалуваат реалот на распространување. Значи, и не само тоа, со самото тоа што се прошируваат ете хотелски објекти или такви некои диви градби, викендици, сето тоа, им се узурпира просторот на животните и се зголемува можноста за конфликт помеѓу животните и локалното население. Нормално дека, бидејќи луѓето ние сме најважни за да се заштитиме, ете тоа е, нели, така се размислува, нормално дека кривица се става и на понатака на дивите животни. Тука мечката е водител пред се. И заради тоа не треба тоа да се случува, треба да се има нели ограничен простор, треба да се урбанистичките планови треба да се почитуваат, не треба да се даваат исклучоци, ајде сега ќе го прошириме ова или тој направил веќе диво градба, па ајде да се легализира, сега тоа според мене многу погрешно. Треба институциите заедно со заштитените подрачја да се рака под рака и за заедно да настапуваат со цел да имаат нели појак глас во борба против узурпацијата и против нелегалната урбанизација. Не само во заштитените подрачја, нормално и надвор од заштитените подрачја и во урбаните средини, како што е градот Скопје. Така, тука ги спомнавте хотелските капацитети, тука се пред се и хидроцентралите. Колку според вас во Македонија економските интереси секогаш се ставаат пред еколошките интереси? Па многу. Така. Тоест целосно. Спомнав дека Македонија е транзицијска држава и дека кај нас се уште имаме еден куп долгови на така навака и многу малку се мисли на природата, за жал. И јас мислам дека тоа мора да се стави во фокус, бидејќи заштитата на природата носи и економски бенефит. Значи, ние сме земја која што мора да гледа кон руралниот и екотуризмот, бидејќи тоа може да ни донесе прво многу пари, многу бенефит за локалното население и за државата, и со тоа да се заштитат паралелно и одредени видови на животни. Претходно го зборував нели ова. Немаме море, едноставно руралниот и екотуризмот ни е единствен начин како да пркнат овие предели. Значи и во западна и во источна Македонија имаме многу богатство, имаме многу што да понудиме за планинари, авантуристи или луѓе кои што сакаат да уживаат во природата додека целосно не ја расипеме. Ако ја расипеме, после тој џокер ќе го немаме и едноставно ќе немаме што да понудиме освен охрид на туристите, а тоа секако дека не е добро. Да. Кога зборуваме за заштита, мора да имаме и регионална соработка, како Македонија функционира, односно соработува со соседните земји со кои што граничат нашите национални паркови. Не само за балканскиот рис, меѓутоа и за другиот див свет, меѓутоа и целокупната природа. Добро, овдека нема да зборам за владините организации, ќе зборам за невладините, ќе го ставам Македонското еколошко друштво како фокус. Ние супер соработуваме со сите држави од регионот, балканскиот рис со Косово и со Албанија, бидејќи тоа не се целните држави. Меѓутоа имаме многу соработка со Грција, поготово бидејќи имаме сега и локална канцеларија во Ресен од 2018 година и локалната канцеларија во Ресен имплементира проект за заштита на Преспанскиот регион, главно Охридско-Преспанскиот, меѓутоа Преспанското езеро, заедно со организации од Албанија и од Грција. Со Бугарија сме соработувале и соработуваме, ги спомнав нели мршојадците, со Србија ќе почнеме сега да соработуваме. Значи ние имаме одлична соработка и во мали држави како што се овие од Југозападен Балкан, несомнено дека е потребна прекугранична соработка со цел да се заштити еден вид. Не можеме да зборуваме за заштита на балканскиот рис ако не сме рака под рака со активностите што ги имплементираме нели во Албанија и на Косово. Сепак тие диви животни не ги препознаваат границите. Не ги препознаваат границите и тие се распространуваат. Имаме многу рисови кои што сме ги заловиле со GPS околувратници кои што ја поминувале границата, што значи дека тоа секако е така. Да. Ако мора да издвоите една најголема еколошка закана во Македонија, која таа би била според вас? Па, ги спомнавме климатските промени, климатската криза, тоа сите никого нема да поштеди, која и држава да е во светот, од сите 200 кусур држави што се во светот, ние на не е поштедена од климатската криза и би ја спомнал таа, меѓутоа ако сакаме малку поконкретно да одиме, тоа се нелегалната сеча на шумите. Јас мислам дека шумите се во катастрофална состојба кај нас.
институциите апсолутно немаат никакво решение да се борат против нелегалната сеча. И јас мислам дека тука ќе ве прекинам, и легалната сеча е закана според активностите кои што нели ги преземаат. Да. Мора да се стави мораториум едноставно. Мора Македонски шуми како институција заедно со факултетот, шумарскиот факултет и заедно со Министерството за земјоделие и шумарство да направат заедничка стратегија како ќе се борат и против нелегалната сеча и како помалку и помалку селективно ќе се сечат и легално шумите. Се помалку и помалку луѓе се греат со огревно дрво, се повеќе и повеќе се свртуваат кон климите, например. А пак се сече. Поблаги се зимите, значи, а пак се сече многу шума. Значи, не ми е јасно. Ете, тоа е еден извор на нелегални пари кои што толку не може никој да одолее. И едноставно тоа е нешто на кое што треба огромен фокус да се стави за да нешто се случи. Не можеме ние како и ниедна невладина организација да се справи со тој проблем, бидејќи едноставно таа мафија е прејака и не може никој да се справи доколку не се справи државата со неа. Каква е состојбата со соседните земји во однос на дивата сеча? Па ете, Албанија си постави мораториум, значи кај нив беше уште покото. На сите и на ловот и на сечењето на шуми, сега се пуштени, меѓутоа долги години беше тоа. Не дека немаше илегална сеча или илегален лов, меѓутоа се врати шумата, се врати дивата сеча. Се враќа полека, меѓутоа кај Албанија е толку многу направена штетата за време на тие држави на 90-тите, 80-тите понатака, после Втората светска војна, што има огромна ерозија на теренот. И многу сиромашна почвата и не можат да се развиваат веќе добри големи стебла. И тоа не очекува и нас. Значи ерозијата е една од главните закани доколку имаме помалку сечење или голи сечи на шуми. Што значи дека и кај нас ќе не снајде таква ситуација доколку не. Ние како да се враќаме назад во заштитата на природната средина. Токму така. Миловски, благодарам за разговорот, доколку сакате нешто на крај да апелирате, да кажете за заштита на животната средина. Па, не знам, јас мислам дека доста се опфатно ги опфативме темите, што мислам дека подигање на јавна свест е клучно нешто, едукацијата. Така да ви благодарам многу на поканата. Ваква емисија од половина час и повеќе е и текако добре дојдена со цел што по-детално да се образложат работите и заканите кои што ги демнат нашите екосистеми. Така, екологијата е пред се важна тема затоа што од животната средина најмногу зависи. Така, благодарам уште еднаш. Сега следува кратка пауза, потоа продолжуваме со Студио 10.